Дали вие сте растрчени да купите новогодишни подароци за фатениот шопинг треска? Плати 2, земи 3. Попусти од неверојатни 70%. Се чини дека од крајот на ноември па се до новогодишните и божикните празници постојано има специјални понуди и акции. Но дали за нив се крие вешта манипулација? Најголем дел од контролите ги врши државниот пазарен инспекторат, сем оној дел што се однесува на прехранбените производи, каде што контролата е на Агенцијата за храна и ветеринарство. Контроли мора да има, бидејќи во спротивно ќе останеме на немилост на трговците кои што ќе прават манипулации со потрошувачите. Попустите се вешто дизајнирани, искористувајќи ја психологијата на потрошувачот. Но во исто време, за време на празниците, потрошувачите трошат повеќе од тоа што може да си дозволат. Претерано купуваат храна, а консумеризмот е на највисоко ниво. Black Friday веќе знаеме дека би требало да биде еден ден, кај нас трае со месеци. Граѓаните веќе мислам дека се свесни дека голем дел од нашите попусти и акции не се многу реални. Едно време во законот не беше регулирана распродажбата со точен датум, па имавме на секаде распродажба, сега најлесно им е на трговците да напишат акција. Треба да внимавате на цените кои дел од трговците ги злоупотребуваат. Според законите за заштита на потрошувачите, цените кои се на акција треба да важат 30 дена, додека за производите кои се нови или на промоција, цените треба да важат 8 дена. Во овој период, бидејќи се купува најмногу текстил пред новогодишните празници, обувки, технички производи, нели, тие што ќе си останат дома, сакаат да имаат нов телевизор, можеби, или нови мобилни телефони и така натаму, најчесто поплаките се однесуваат на квалитетот на тие производи. Според прогнозите, оваа шопинг сезона и покрај поскапувањето и инфлацијата ќе заврши со глобален раст во просек од 10%. Тоа значи дека потрошувачите нема да скратат на списоците со подароци.